Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. 7 минути по 11 часот. Добар ден, јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител на политичкиот магазин Кворум. Вие сте на фреквенцијата на радио Слободна Македонија. Во денешниот Кворум ги отвараме прашањата поврзани со секторот образование, колку се инвестира во овој сектор, какви проекти се досега спроведени и какви резултати даваат проектите. Мој денешен гостин, заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски. Добар ден и добре дојдовте во студиото на радио Слободна Македонија. Добар ден и добро ве најдов. Министр, ајде на почеток со она што е најновото. Вчера презентиравте дека Министерството за образование и наука почнува една програма, грант програма од 700.000 евра за подобрување на вештините на учениците. Што ќе добијат учениците кои се запишани во стручните училишта? Па вака, основната цел е де факто водејќи се од процесот на потреба од неопходна модернизација на средното стручно образование, пристапивме кон една посеопфатна реформа на тој процес. Модернизацијата на средното стручно образование и на еден начин е неопходна, бидејќи од она што го имаме како податок во последните неколку години, а и она што се наши очекувања за следниот период, говорат дека и домашните, но и странските инвеститори пред се ќе имаат реален дефицит на квалитетен стручен кадар со определени специфики, па значи од областа на средното стручно, но секако и од областа на високото со посебен акцент на техничките факултети. Токму заради тоа пристапивме кон една покрупна реформа на целиот овој процес, од аспект на промена на наставните планови и програми, промена на учебниците до опремување на лабораториите, но и од друга страна, она што го најавивме вчера е една вид на конкретна мерка со која што ние директно сакаме да ги мотивираме сите средни стручни училишта во Република Македонија да започнат еден вид на заеднички проекти со компании, релевантни компании од нивната област, од областа во која што тие го подготвуваат или на еден начин образуваат кадарот, да започнат процес на воспоставување на систем на заедничка практична работа, тренинг и обука со еден збор подготовка на средношколците уште во период додека се средношколци во насока на нивно што поквалитетно практично образование покрај теоретско, практично на тој начин да се осигураме дека и самите компании де факто ќе обезбедат веќе на еден начин подготвен кадар за полесно да го абсорбираат потоа за потребите на нивните работни места. Како што вие споменавте, целата програма е со поддршка на Светска банка и изнесува од прилика околу 700.000 евра. Во рамки на истата предвидено е да се поддржат најразлични типови на проекти во висина, значи поддршката ќе биде во висина од 5 до 20.000 евра по програма, односно по предлог проект. Значајно е да се истакне дека ќе бидат поддржани исклучиво само проекти кои што ќе бидат директно поврзана соработка меѓу јавно средно стручно училиште и конкретна компанија. Ќе има процес на апликација, заедничка комисија на Министерството и представници на проектната единица на Светска банка и на стопанските комори ќе ги разгледуваат овие апликации и потоа ќе се определува на кого ќе му се определат овие средства. Во оваа прилика би сакал да апелирам до сите јавни стручни училишта да разгледаат сериозно оваа можност, да се ангажираат и да најдат сериозен партнер од бизнис заедницата, да ги изготват овие предлог проекти, затоа што навистина крајниот резултат ќе биде од најголем бенефит за училиштата, затоа што мултидисциплинарен е интересот. Ќе се зголеми интересот за запишување во средни стручни училишта, од друга страна ќе се подобри подготвеноста и практичната работа кај нивните ученици, од трета страна компаниите ќе добијат квалитетен кадар кој што покрај теоретска ќе добие уште по квалитетна практична работа и во крајна инстанца по завршување на средното образование делот тие ученици кои што не планираат да се запишуваат на факултет веќе ќе бидат подготвени да бидат лесно прифатени во работните процеси на компаниите кои што де факто се повеќе и повеќе се соочуваат со реален дефицит на стручен кадар во определени области. Исто е битно да се каже дека процесот на апликација ќе трае до 15 мај
оваа година и уште еднаш би апелирал до компаниите и до средните стручни училишта да искористат оваа можност. Каде може да аплицираат и да напоменеме само дека ова е неповратен грант од Светската банка? Точно, ова е неповратен грант од Светска банка за кој што министерство и е дел од проектот за така наречениот skills проект или проект на вештини во кој што ние ги модернизираме и реформираме средното стручно, високото во еден дел високото образование и делот на иновациите. На веб страната на Министерството за образование е објавен веќе повикот. Може да ги добијат сите податоци, внатре е содржано се она што треба да биде изготвено од нивна страна во смисла на форма и начин на апликација. И исто така е битно да се истакне дека Министерството за образование и наука во насока на поддршка при процесот на подготовка ќе започне со еден вид обуки, подготвителни обуки во Скопје, во Штип, во Битола, во Охрид, во наредните месец дена, со што директно на училиштата ќе им се помогне околу тоа како и на кој начин треба да ја подготват предлог програмата, предлог проектот, за да имаат поквалитетни апликации во рокот во кој што е планирано да ги поднесат. Буџетот за образование континуирано се зголемува, вие и тоа го кажавте во една прилика, односно кога дававте отчет за она што се сработело во секторот образование. Каде најмногу се инвестира? Буџетот за образование во континуитет се зголемува во изминатите 10 години. Ние кога говориме за нашиот дел на отчетност и она што значи наша одговорност према граѓаните во делот на понудените проекти и политики, логично е потоа да дадеме и одговор каде тие средства за кои што сме и проекти за кои што сме побарале средства и како и на кој начин биле реализирани. Колку за илустрација, од 2006 година до сега буџетот во ресорот образование е пораснат за 72,3%, што е едно исклучително големо зголемување. Ако говориме за буџет од 13,4 милиарди денари во 2006 година во ресорот образование, сега говориме за буџет од 23,1 милиарда денари, што со самото тоа на еден начин и низ призма на бројки од аспект на буџетска поддршка се гледа дека ресорот образование е еден од топ приоритетите на владата на Република Македонија во изминатите 10 години. Многу се инвестираше во различни области, пред се ќе започнам од процесот на инфраструктура. Знаете, кога ние во 2006 година започнавме да го на еден начин спроведуваме сето она што беше утврдено во нашата програма, можам слободно да кажам дека и не се памтеше кога беше изградено едно ново училиште или не знам некој поголем процес на интензивна реконструкција. Само во последните безмалку 9-10 години изградени се 74 нови училишта, некаде околу 400 училишта се комплетно реновираат или се во процес на реновирање. Токму во овој момент, сега во моментов додека ние говориме, се работи на реконструкција на 20 училишта, а 20 ќе бидат реконструирани во летото, а веќе 20 се завршени, што на еден начин 60 на училишни објекти се дел од процесот кој што веќе го ние започнавме во текот на оваа буџетска и крајот на претходната и почетокот на оваа буџетска година. 9 нови училишни објекти се планираат во следниот период да се завршат, така да се извинувам 8, така да најмногу се инвестираше во инфраструктура, се инвестираше во делот на бесплатните учебници. Значи во делот на инфраструктура на основно и средно имаме инвестиција од околу 50 милиони денари. Покрај оваа крупна инвестиција се инвестираше значи во бесплатните учебници, се инвестираше во Кембридж реформата, која што веќе ги дава првите позитивни резултати, што за нас е исклучително значаен проект. Се инвестираше во компјутерите и употребата на информатичко-комуникацијските технологии во наставата и секако во делот на високото образование, посебно покрај инфраструктурно се инвестираше и во квалитетот на учебниците кои што се употребуваат на високообразовните установи. Ние имаме еден многу значаен капитален проект, а тоа е употребата на учебници од 10 најдобро рангирани универзитети во светот, со што македонските студенти им овозможивме превод на таа стручна литература, која што морам да истакнам беше изработена во соработка со високообразовните установи. Де факто од факултетите беше побаран список на учебници кои што нив ќе им бидат потребни. Ние го прифативме тој список, објавивме набавка за истиот, при крај сме, значи остануваат уште 30 на
учебници да се промовираат од првиот дел на проектот од 1000 книги стручни и научни, меѓутоа ние веќе го надградивме тој проект со дополнителни 200, за кои што тече постапка во моментов за набавка на 50 од тие 200 дополнителни учебници. Така да во многу речиси во сите сегменти на сите нивоа на системот на образование се инвестира во континуитет и на еден начин имаме процес преку кој што со отчетноста ние пред граѓаните даваме одговор каде и зашто се употребени тие 72,3% зголемен буџет во делот на образование. Министре, тука правиме една кратка пауза и продолжуваме со разговорот. Почитувани слушатели, останете на фреквенцијата, за кратко се враќаме во студиото. Повторно сме назад во студиото на Радио Слободна Македонија. Го слушате политичкиот магазин Кворум. За подсетување за оние кои подоцна се вклучија на оваа фреквенција, мој денешен гостин е заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски. Министре, работите на подобрување на условите во студентските домови, изградени се нови сместувачки капацитети во студентскиот дом Стив Наумов. До каде е работата со студентскиот Гоце Делчев? Врз основа на она што беше план и програма за реконструкција на студентските домови, ние, како што испоменавте, на еден начин сме прва влада која што после многу години изгради нови сместувачки капацитети. Ги споменавте сместувачките капацитети во студентскиот дом Стив Наумов, а истовремено започнавме со темелна реконструкција на студентскиот дом Гоце Делчев. Како што веќе сте информирани и вие јавноста, студентскиот дом Гоце Делчев веќе интензивно етапно се реконструира, како што и најавивме, односно блокот бе комплетно реконструиран, реновиран и во него веќе студентите се сместени, и тоа студентите од блокот А, кои што беа префрлени во текот на оваа година, а истовремено веќе се започна со и интензивно се работи на реконструкција на блокот А, како што е по план. Очекуваме во наредните месеци да се заврши со комплетната реконструкција на блокот А, со што согласно нашите планови некаде веќе за следната академска година и овој блок треба да биде понуден на студентите во делот на сместувањето како комплетно реновиран и да продолжиме со блоковите В и Г и мензата, со тоа што некаде кон средината на 2017 очекуваме целосно да биде завршен процесот на комплетната реконструкција на студентскиот дом Гоце Делчев. Покрај тоа што интензивно се работи на реконструкција на веќе споменатите студентски домови, ние како министерство и како влада тука не застанавме, продолживме и понатака пред се во делот на зголемување на опфатот, односно новите студентски капацитетите за студентско сместување, односно со изградба на нови студентски домови. Како што и најавивме пред неколку месеци, ќе се градат 3 нови студентски дома. Во рамки на процедурата за подготовка на истите, значено да се истакне дека некаде кон крајот на месец април, негде 19-20 април, треба да се реализира така нареченото јавно отварање на понудите за градба на 2 од овие 3 студентски дома, односно за студентскиот дом Невена Ѓоргиева Дуња или популарно медицинар и студентскиот дом во Тетово за потребите на универзитетот во Тетово. Со тоа очекуваме да бидат избрани компании кои што веќе ќе започнат со подготвителните активности со почеток на градба на овие 2 студентски дома, додека за третиот студентски дом кој што ќе биде во близина на спортскиот центар Борис Трајковски, заедно со Министерството за транспорт и врски интензивно работиме на расчистување, така наречено расчистување на локацијата од аспект на имотно-правни прашања, катастарско доуредување, за да на еден начин добиеме јасна и чиста парцела во која што поднос на која што потоа ќе може да се објави повик за да се продолжи понатака во делот на обезбедување на фирма, компанија која што ќе може ќе треба да го гради и третиот студентски дом. Така да на ова поле прилично сме фокусирани заради тоа што долги години овде не беше инвестирано, не велиме дека и сега идеално има многу работа, токму заради тоа и одиме со процес на етапно санирање на сите проблеми кои што се појавуваат во студентските домови, токму во таа смисла веќе тече тендерот за набавка на комплетно нови лифтови во сите студентски домови во градот Скопје. Во наредните
10 до 15 дена очекувам да добиеме позитивно мислење од Советот за јавни набавки и да излезе во јавност тендерот за набавка на комплетно нов мебел за сите студентски домови во Република Македонија, што ќе биде исто така многу значаен процес, но со оглед на тоа што станува збор за еден обемен тендер, ќе почнеме некаде од летото, очекуваме да почнеме со етапна замена на мебелот во студентските домови, така да некаде во 2017 би ги заокружиле целосно овие процеси, со што очекувам не само да добијат нов лик студентските домови, туку навистина да добиеме значително подобрување на условите за престој на студентите, бидејќи конечно тоа е и наша обврска према самите студенти. И кога сме кај студентите, еден од вашите приоритети беше намалување на партиципацијата за студирање. Колку оваа мерка допринесе Македонија да има поголем високо квалификуван кадар? Па видете, знаете, ако говориме за минатите периоди пред 2006 година, некако студирањето на факултет беше можеби бенефиција на поединци, на ученици или млади луѓе кои што беа од поимотни семејства кои што може тоа да си го на еден начин допуштат. Меѓутоа нашата идеја беше да тоа го коригираме од причина што не сакавме да се доведеме во ситуација да имаме студенти кои што можат само да си го допуштат студирањето. Нас не беше интерес да секој еден млад граѓанин на Република Македонија, секој еден што туку завршен средношколец кој што има интерес да се запише да студира, да му се даде таква можност. Ако се сеќавате, во тој период говоревме за партиципација од 1000 до 1200 евра, што на вистина е многу големо оптеретување за семејствата. Токму заради тоа една од нашите да речем меѓу првите и најкрупни одлуки беше намалувањето на износот на партиципацијата за студирање на високообразовните установи во Република Македонија на 200 до 400 евра. Можам да кажам дека ние имаме безмалку 60% зголемување на бројот на студентите кои што се запишуваат сега на високо образовните установи. Од она што беше пред да ги намалиме износите за партиципација, и тука исто така доста е значајна можноста за студирање на така наречените дисперзирани студии, кои што често пати беа предмет на критика, нели премногу на повеќе места се отворени, но ние се уште бројките ни покажуваат и ни потврдуваат дека тоа е сепак една исклучително правилна одлука од причина што со помош на дисперзираните студии му возможивме на голем број млади да не го напуштаат своето родно место или многу блиску до своето родно место да може да го оформат своето високо образование, затоа што знаете како животот во главниот град е многу поразличен од аспект на трошок, посебно за семејства кои што имаат пониски приходи, за да си допуштат едно, две или здраве Боже 3 деца, да имаат во Скопје на студии, да треба да се обезбеди за истите престој. Сепак на ваков начин се обезбеди многу поголема достапност на високото образование и ние сме во тој дел задоволни. Нормално секој од овие процеси во една фаза потоа би преоѓа во процес на ревидирање, утврдување на резултати и показатели, меѓутоа за сега сме задоволни од она што значи постигнување во тој дел. Платите на наставниците колку порасна тие во изминатиот период и еве дали просветните работници може да очекуваат во периодот што доаѓа уште покачување? Па знаете како, ако говориме за плати и пораст на плати во вработените во делот на Министерството за образование, навистина се едни од оние кои што имаат најголеми покачувања во изминатиот период. А ако говориме за изминатите 9 години, најниската плата во ресорот образование е порасната за 119%, додека највисоката е порасната за 67%. Говориме за податок кој што е докажан емпириски, значи тоа се реални луѓе кои што ги имаат, кои што ги добија сите овие покачувања. Ние сме многу среќни затоа што на тој начин се подигна квалитетот на целиот систем на образование во Република Македонија, од причина што логично е на еден наставник кога ќе му се покачи платата, нормално е. Му се зголемува неговата самодоверба, се зголемува економската стабилност во неговото семејство, се зголемува мотивот за работа во однос на спроведување на процесот на настава и секако многу значаен
процес покрај платите беше и процесот на трансформација на работни односи, за кој што јас скоро изјавив дека некаде од прилика 8.000 вработени лица во ресорот образование во изминатите 9 години, од нив 3.000 само во последните 2 години успеа да си ги трансформираат своите работни односи и на тој начин да постигнат зголемена стабилност и сигурност во спроведувањето на работните обврски. И тука сме навистина многу среќни и задоволни од причина што директен бенефит имаат лицата кои што долги години имаа несигурност на своето работно место, имаа ниски примања и плати. На овој начин се обезбеди една сигурност и стабилност која што ние како министерство и влада им ја понудив. На половина сме од емисијата, правиме уште една кратка пауза и за кратко сме назад пак во студиото. Повторно сме назад во студиото, така ја го слушате политичкиот магазин Кворум на Радио Слободна Македонија. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител на емисијата. Мој денешен гостин е заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски. Министре, бројни беа реакциите за екстерното тестирање. Како го оценувате денес овој проект и дали навистина беше потребен? Видете, бројни беа реакциите, меѓутоа истовремено бројни беа и шпекулациите кои што беа поврзани со овој процес. Екстерното тестирање или електронската проверка на знаењето на учениците е процес кој што е карактеристика на повеќе од 25 држави членки на Европска унија. Нормално секоја од тие држави си ги спроведуваат тие системи или процеси врз основа на посебностите, карактеристиките кои што секој од нив ги има. Така и Република Македонија се одлучи да спроведе процес на електронска проверка на знаење или екстерно тестирање, кој што треба да ни обезбеди зголемен квалитет во процесот на образование. Ако пред неколку години, знаете, говоревме за така наречени ургенции, притисоци, вршење на еден начин континуирани расправи со наставниците во училиштата, во многу се намалија сите овие влијанија од страна на поединци, на родители, врз наставниците во делот на убедувањето за тоа каква оценка треба да му се стави на определен ученик. Ако во минатите години, знаете, постоеше една јавна тајна, се велеше дека последните денови од учебната година имаше во некои училишта повеќе родители отколку што имаше ученици кои што се обидуваа да ги коригираат оценките, и тоа воглавном беа лица кои што имаа поголемо влијание во општеството, независно во која област. Нашата цел беше да обезбедиме еден вид заштита, прво за наставниците од тој аспект. Ако го гледаме од аспект на едукација, сега имаме систем во кој што навистина нашата цел е да учениците го обезбедат комплетното свое знаење пред се во насока на разбирање на материјата и она што е содржано во рамки на тие материјали и генерално по однос на предметите. Јас сум свесен дека не се сите најсреќни со спроведување на една ваква реформа или на едно вакво дополнително тестирање, но верувајте, мораме да поработиме на зголемен квалитет на процесот на образование, заради тоа што само на овој начин можеме да обезбедиме зголемена конкурентност. Ние постоеше една тенденција со која што во една фаза дури нереално во една да речем во еден клас, во едно оделение, ние се доведувавме во ситуација да имаме 100% скрос одлични ученици или нешто помалку. Знаете, тоа е нереалноста која што може да ни создаде на нас на долг рок големи проблеми. Ние сакаме да ја зголемиме конкурентноста и оној што знае навистина да има да се потврди неговото знаење повеќе од нормално колку што следува. Не е идеален системот. Верувам дека има забелешки. Ние во неколку наврати тоа сме го кажале. Има простор за негово подобрување. Ние веќе најавивме негово подобрување. Го истакна тој председател од Груевски во едно свое обраќање пред неколку месеци. Еве повторно го кажувам истото, ние неколку пати сме на еден начин апелирале да секој оној што има идеја за подобрување на квалитетот во делот на спроведување на екстерното, да понуди своји предлози како би го коригирале. Досега многу малку или речиси воопшто немаме добиено предлози кои што може да го подобрат. Но во секој случај за нас е многу значајно тоа што веќе е прифатен како процес,
ние веќе имаме констатирано определени точки на кои што треба истиот да биде коригиран, ги планираме да ги спроведеме во следниот период, меѓутоа верувајте, нашата основна цел не е да вршиме притисок врз ученици или наставници, напротив, нашата цел е да се зголеми квалитетот на образовниот систем и она што ќе го добијат како оценка да е реално отсликување на знаењето кое што учениците го добиле благодарение на процесот на образование. Велите, не се пристигнати забелешки до вас, барем од професорите, наставниците. Дали тоа значи дека и тие го прифатија? Знаете како, јас сум сигурен дека секогаш е поедноставно да има помал систем на мерливост на квалитетот. Нели, поедноставно беше кога немаше екстерно тестирање. Поедноставно ако имате еден тест независно по било кој предмет во текот на годината, отколку да имате секој месец или на секој 2-3 месеци тестирање. Ние за нас е најпоразително што и опозицијата го на еден начин го има во рамки на своите политички приоритети предлогот за комплетно укинување на екстерното тестирање. Значи, ние не велиме дека ова е најидеалниот систем, пак ќе кажам. Но навистина е поразително кога најголемата опозициона партија не нуди идеја или во најмала рака предлог проект со кој што ќе го реформира делот на зголемување на квалитетот и квалитетот на оценување во основното и во средното образование. Ако сакаме да настапуваме популистички или на еден начин, ако ние свесно влеговме во овој процес, иако знаевме дека во една фаза тоа на нас може да ни донеси негативни политички поени. Верувајте, кога се правеа проценки, ние утврдивме дека нас ни е поголем интерес квалитетот на образовниот систем, квалитетот на знаењето на учениците, квалитетот и реалноста на оценките, отколку нашите политички поени кои што може да ни се одразат негативно. Од друга страна, кај опозицијата и кај поединци, очигледно поголем приоритет се јас често пати говорам печалењето на ефтини политички поени, отколку долгорочниот обезбедувањето на систем со кој што ќе обезбедиме зголемен и долгорочен квалитет на образованието. Тука и проектот превод на 1000 книги и учебници од кои се учи на врвните универзитети во светот. Колку овој проект им помага на нашите ученици, студенти и дали може да очекуваме специјализирани читални како што е она во градскиот трговски центар 1000 книги? Така, знаете, се карактеризира во делот на високото образование во годините наназад постоеше една карактеристика каде што дел од студентите учеа од фотокопирани учебници за систем на држава која што веќе не постои. Значи, или да бидам поконкретен, се учеа материјали од поранешна Југославија во период на, крајни 90-ти, почеток на 2000-та, дури и при крајот на 2009-10 година и денеска, на некои факултети можете да сретнете материјали од 70-80 години и кои што говорат за еден друг систем, за една друга економија, тоа беше најголемиот пораз. Знаете, ние сме независна држава 25 години. 25 години ние се уште употребуваме фотокопирани материјали од рани 70 или 80 години на дел од факултетите. И тука рековме ние дека мора да се стави. Дури на српски се учеше. Да, баш тоа е дополнителниот проблем затоа што се користеше на српско-хрватски литература која што воопшто не беше дел од ниеден од јазиците кои што се употребуваат во Македонија, во делот на наставата. Значи говориме за еден поранешен систем, поранешна држава и еден поранешен јазик во тој период. Но како што утврдивме приоритети, ние утврдивме дека мора да се обезбеди литература која што на вистина ќе има возможи на македонските студенти реален квалитет во делот на спроведувањето и на креирањето на нивното знаење. Знаете, многу едноставно беше да се продолжи таквата состојба. Не, ние одлучивме и затоа и претходно во разговорот кажав, се обративме до сите факултети и универзитети од различни области да понудат литература која што на нив им е најнеопходна, а која што ќе го зголеми квалитетот на нивното знаење. Добивме такви предлози. Врз основа на тоа се направи селекција на 1000 стручни научни учебници на најдобрите реnomирани 10 универзитети во светот, од областа на правото од Франција и од Германија, другите од Америка и од Англија.
Истите се преведоа и се преведуваат. До сега имаме промовирано 967 наслови, значи остануваат уште 33 наслови од првиот дел на проектот 1000 стручни научни учебници. Како што споменав, го надградивме овој проект со дополнителни 200, за 50 дополнително објавивме набавка за дополнителна литература и што за нас е многу значајно во целиот овој процес, а тоа е интересот кој што го појави овој проект, именно со самото отварање на специјализираната читална 1000 книги во градскиот трговски центар. На почеток бевме, на еден начин имавме замисла дека тоа ќе биде место на кое што ќе може да дојдат да прочитаат, видат и слично. Меѓутоа, за нас е мотивирачки тоа што сега веќе таа читална е навистина значајно место во делот на фонд на учебници и книги од областа на високото образование. Таа функционира од 9 часот наутро до 12 часот на полноќ и мотивирачки е фактот што е преполна, во континуитет е преполна со студенти кои што учат, запишуваат, подготвуваат испити, подготвуваат магистерски, подготвуваат докторати користејќи оваа литература. Тоа е најдобриот приказ дека навистина сме биле во право со процесот имплементација на ваквиот проект. Знаете, книга која што се употребува или ја употребуваат студентите на Харвард или на Сорбона да имаат македонските студенти овде е благодет во делот на квалитетот на надградбата на нивното образование. И токму заради тоа, ние одлучивме да го прошириме на еден начин процесот на отварање на вакви стандардизирани типски читални во други градови. Значи, покрај ова што е сега во ГТЦ... Колку планирате да отворите? Сега во моментов планираме 6 дополнителни да отвориме. Значи, во Струмица, во Аеродром, во Велес, во Прилеп, во Струга и во Гевгелија ќе бидат отворени вакви типски, да речам, читални од проектот 1000 книги. Во нив исто така ќе се обезбеди истата литература која што ја има во читалната 1000 книги во градскиот трговски центар, за да на еден начин уште подостапни во нивните градови ги направиме овие учебници за дел од студентите и верувам дека ќе најде на голем интерес затоа што дел од тие студенти и сега доаѓаат и користат дел од материјалите во читалната 1000 книги во ГТЦ. Нашата емисија може да се гледа во живо и преку YouTube каналот, па наши слушатели имаат едно прашање до вас, министре. Сега во моментов гледам дали Финки ќе добие нов објект? Да, Финки ќе добие нов објект, благодарам за прашањето. Значи, Финки добива нов објект и веќе интензивно се работи на Финки, на новата зграда на Финки и на новата зграда на Факултетот за физичка култура. Можам да кажам дека веќе сме во длабока подготвителна фаза кај двете згради од аспект на подготовка на теренот за да веќе да започне процесот на бетонирање, односно веќе подигнување на двата објекти. Тие ќе бидат во рамки на комплексот на згради на Универзитетот Свети Кирил и Методи и можам да кажам дека ќе бидат едни од најмаркантните и најубави објекти во главниот град воопшто. Очекувам студентите на Факултетот за информатички науки на Финки и на Факултетот за физичка култура да го добијат она кое што навистина им следува. Станува збор прво за еден од најбрзо растечките факултети. Факултетот за информатика е еден од најбрзо растечките факултети од аспект на број и интерес на студенти кои што сакаат да се запишат, а навистина е поразително да тие студенти учат во бараки или користат дел од простории на нивни колеги од машински, од електро, од технолошко-металуршки факултет. Сепак ние сметавме дека на тие студенти сме должни да им обезбедиме услови за работа и тие ќе добијат најсовремена зграда. Истото важи и за студентите на Факултетот за физичка култура кои што не знам од 60 од 70 години пост земјотрес на Скопје имаат добиено едни простории во делот на бараките кои што ден денеска ги употребуваат, но навистина е реално веќе не постои можност за нивна санација или реконструкција. Навистина мора и на тие да им се обезбеди соодветни услови, бидејќи таму пак од друга страна ни се нашите потенцијални спортисти, репрезентативци, наставници по физичко образование. Сепак и тие како и другите студенти во Република Македонија заслужуваат да имаат соодветни услови. Ова е навистина добра вест. Се надевам дека се задоволни нашите слушатели со овој одговор и информацијата која слушна. Ние тука мора да ги испочитуваме нашите спонзори. Веднаш се враќаме во студиото и влегуваме во завршниот дел од разговорот. Почитувани слушатели, останете со нас, за кратко сме назад.
Повторно сме назад во студиото на Радио Слободна Македонија. Го слушате политичкиот магазин Форум. Мој денешен гостин е заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски. Министре, ајде малце околу изборите и политичките теми. ВМРО ДПМН вели дека мора да има избори на 5 јуни, но од друга страна го гледаме однесувањето на опозицијата, работењето на ДИК, се настана нели една голема забуна со фантомски гласачи, толку, онолку, па бројката се намали. Сега теренската проверка треба да заврши, ќе има или ќе нема избори на 5 јуни? Видете, ВМРО ДПМН беше подготвена за одење на избори за 24 април. Од друга страна, во тој период нели дел од политичките субјекти се произнесоа дека не е правилен момент да се оди на 24 април. ВМРО ДПМН ја прифати таквата состојба и тогаш сите постигнавме на еден начин консензус за одење на избори на 5 јуни. ВМРО ДПМН беше и тогаш подготвена и сега е подготвена да се оди на избори и ВМРО ДПМН смета дека на 5 јуни мора да се оди на избори и ние во неколку наврати јас сум го кажал тоа како мое мислење. Значи за нас неопходно е да се оди на избори за да се окончи и заврши оваа политичка криза. Јас сум сигурен дека ќе има и потоа известни проблеми, меѓутоа во многу ќе се олесни притисокот кој што сега го чувствуваат мнозинството граѓани во Република Македонија од аспект пред се на спроведување и функционирање едноставно во рамки на секојдневието. Така да нашите очекувања се дека на 5 јуни ќе има избори, ние на тие избори очекуваме уште една огромна победа како што и години наназад се потврдуваше. Меѓутоа, нели, прашањето во однос на излегувањето и определбата на опозицијата е нивно лично право. Знаете, во изминатите неколку месеци си изнаслушавме еден грст на аргументи, така наречени аргументи, јас пред себе кажал обиди на опозицијата да избегне излегување на избори, нели. Прво беа проблем, не знам каков тип на прашање, па потоа списокот на избирачкиот список, па нели фантоми се појавија по нивните кажувања. Тука имаше една груба навреда од нивна страна кон граѓаните на Република Македонија, нарекувајќи ги фантоми, па потоа кога Државната изборна комисија започна со процесот на проверка, електронската проверка, нели, или така нареченото мечирање на базите, дел од порталите блиски до нив излегува со дефокус, објавувајќи 500.000 граѓани дека биле фантоми согласно нивната реторика, па потоа Државната изборна комисија тоа го демантираше, на крај се сведе на бројка од 89.000, за кои што 89.000 потоа тие инсистираа истите да не се нели објават во јавноста, за да потоа од дел од медиумите сватиме сите зошто тие инсистирале да не се појават, затоа што се појавија крајно небулозни ситуации каде што лица од блиско семејство на членови на раководството на СДСМ или актуелни или поранешни функционери на СДСМ ги согласно нивната дефиниција излегува дека се фантоми и тука веќе се покажа целокупната таа политичка хипокризија која што ја карактеризира опозицијата во овој момент и мислам дека на еден начин тие самите сега се во една фаза во која што имаат сериозен судир внатре во рамки на структурата, меѓутоа тоа е нивно прашање, интерно политичко прашање во рамки на опозицијата. Јас верувам во капацитетите и на Државната изборна комисија и на воопшто на сите надлежни институции кои што треба да ги спроведат изборите и конечно знаете како имате председател на изборната комисија предложен од опозицијата, имате министер за внатрешни работи предложен од опозицијата и на еден начин целокупната одговорност согласно политичкиот договор што ги имавме постигнато во Пржино ја има и опозицијата во овој процес. Не може таа да се амнестира од одговорноста за спроведување на еден изборен процес ако се имало предвид фактот дека токму тие ги водат две од најклучните институции кои што треба да ги спроведат изборите во Република Македонија. А која е перцепцијата на ВМРО ДПМН, дали СДСМ ќе се појави на избори на 5 јуни? До сега сме немале ниту еден конкретен одговор од опозиционерите дали ќе учествуваат на јунските избори. Па знаете, многу е тешко да се бара одговор од ВМРО ДПМН на прашање на кое што ни опозицијата само за себе не дава одговор. Јас можам да кажам дека ВМРО ДПМН била подготвена секогаш за избори и сега е подготвена за избори. Ние како политичка партија не се плашиме од нашето соочување со граѓаните. Ние сме
политичка партија која што во изминатите 10 години се трудеше и се труди да има коректен пристап и однос со граѓаните. Ако говориме за процес на наша одговорност врз основа на програма која што ние сме ја понудиле, процесот на отчетност е новина која што ние како партија ја воведовме. И на тој начин со тоа сакавме на граѓаните да им покажеме дека тоа што сме го понудиле како програма со која што сме настапиле пред нив и сме ја побарале поддршката и ја добивавме години назад, врз основа на процесот на отчетност одговаравме за тоа како и на кој начин се реализирани проектите. Можам да кажам, значи, пак да се вратам на вашето прашање, јас можам да кажам за ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН е подготвена за избори, а во однос на опозицијата, пак ја кажам, тешко е да се одговори, бидејќи ни тие самите не даваат одговор за нивните поставки. Министре, јас ви благодарам за денешното гостување во Кворум. Тука мора да ја привршуваме емисијата. Време за пладневните вести на Радио Слободна Македонија. Ви благодарам за поканата. Вам, почитувани слушатели, ви благодарам што и овој понеделник бевте заедно со нас. Ви благодарам на вниманието. Се слушаме повторно за 7 дена на истата фреквенција. Денеска е 4 април 2016 година. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител на политичкиот магазин Кворум, кој во продукција на Радио Слободна Македонија, техничка реализација Далибор Зафировски и Никола Давчев. Останете во добро расположение. Пријатно до слушање. Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на Радио Слободна Македонија.